Почитувани, во неделното интервју на Радио Слободна Европа гостува Благица Петрески од Институтот за економски и политички истражувања Finance Think. Собранието расправа за буџетот за 2025 година што го усвои владата, каде се предвидува раст од 3,7%. Колку е ова реално, ако се погледнат податоците на Светската банка и Меѓународниот монетарен фонд кој велат дека ќе има само 2,5% раст? Така, сметам дека годинашната проекција за економскиот раст е поразумна во однос на претходни години, земајќи предвид на што истиот се базира. Истиот се базира на планот за инвестиции, кој што планира владата да го започне како нов инвестициски циклус во еден дел преку бизнис секторот со новите кредити во делот на општините, меѓутоа исто така и започнување на инфраструктурните проекти кои што се однесуваат во делот на двата коридори. И доколку ги погледнеме од друга страна проекциите на Народна банка, тие се исто нешто над 3%, иако во реализацијата на овој раст и во остварувањето на овој раст постојат одредени неизвестности и ризици кои што се поврзани како од аспект на глобалната економија, така и од аспект на домашниот капацитет за реализација на вака инфраструктурни проекти, земајќи ги предвид претходните капацитети и претходните години како ние сме реализирале ваков тип на инвестиции. Значи реално е 3,7% да постигнат? Проектираниот економски раст би бил возможен да се оствари доколку се реализираат плановите за инвестиции во следната година, меѓутоа исто така се под одредени ризици што ќе се случува со глобалната економија. Да, колку ќе влијае кризата во Европа каде се предвидува раст од само 1%, а од друга страна извозот на Македонија најмногу е во Германија, скоро половина, околу 40%. Така, јас претходно напоменав дека еден дел од ризиците доаѓаат од случувањата во глобалната економија, согласно последните најави за остварувањата и проекциите за остварувањата кај нашите клучни трговски партнери, пред се тука сметам на Германија, истите се ревидирани надолу и тоа е еден од клучните ризици кој може да се прелее потенцијално и кај нас и ризик за овој раст кој што претходно зборуваме од 3,7% да не може да го реализираме како таков. Затоа кажуваме дека растот е разумно проектиран, меѓутоа сепак ризиците кои што постојат се реалистични во иднина да може да се материјализираат, а тоа се на страната на глобалната економија да остварувањата надолни се да има понизок раст од проекцијата, а исто така и домашните капацитети. Државата ќе се задолжува и понатаму според предлог буџетот. Колкав раст би требало да оствари македонската економија за да бидат исплатливи кредитите што се најавени да се земаат? Така, она што е многу значајно е растот да биде над буџетскиот дефицит, се со цел да може да идентификуваме ние одредена консолидација на јавниот долг. Од друга страна, проекцијата е дека вкупниот раст ќе биде поттикнуван преку ваквата форма на инвестициски циклуси, преку страната на инвестицијската компонента од бруто домашниот производ. Двете се исклучително поврзани. Државниот долг според буџетот во предлог буџетот за 2025 година се вели дека ќе достигне 53,7% од сегашните 49,3%. Јавниот долг е и уште повисок. Треба да ќе достигне ли јавниот долг до 70%? Во моментот, според податоците кои што се јавно достапни на Министерството за финанси, државниот долг изнесува 49,3%. Доколку на тоа ги додадеме и долговите на јавните предпријатија, вкупниот јавен долг е 56,9% заклучно со септември месец. Меѓутоа, доколку ја погледнеме фискалната стратегија, ние веќе достигнуваме со крајната година и ќе достигнеме јавен долг кој што е над 60%. Тука имаме и одредени корекции
кои што доаѓаат од Државниот завод за статистика, кои што упатуваат дека можеби проекцијата која што е во фискалната стратегија ќе биде повисока во однос што реално ќе може да очекуваме на остварување на јавниот долг, кој што е позитивна вест, меѓутоа сепак фактичката состојба е дека ако на овој долг ги додадеме доспеаните, а не исплатени обврски, ние можно е крајот на годината да го завршиме со вкупен јавен долг од над 70%, што е исклучително висока стапка и треба во моментот да не загрижува. Како гледате на тоа што државата обезбедува кредити за бизнисот преку дел од унгарскиот кредит, односно тие 250 милиони евра? Така сметам дека кредитите кои што ќе бидат обезбедени за бизнис секторот се позитивни во насока на поттикнување на инвестицискиот циклус. Оваа форма на поддршка не е вообичаена и не е пракса која што во минатото не сме ја имале. Тука кога сме кај таа поддршка, јас би сакала да истакнам неколку многу клучни аспекти. Во моментот дискусијата е главно на техничко ниво за условите кои што ќе ги има кредитот, меѓутоа многу аспекти кои значат какви ефекти и импакт ќе ги има овој кредит остануваат недискутирани во јавноста. Прво, каква ќе биде намената? Знаеме ние дека тоа ќе биде за производствени капацитети, меѓутоа намената што значи намена за автомобили или намена за технологија или намена за роботизација. Понатаму, кои ќе бидат тие компании кои што ќе бидат таргет? Дали се тоа компании кои во моментот имаат достапност на кредити и на финансии, или тоа се нови компании, мали и средни предпријатија кои генерално имаат ограничувања, и сето тоа зависи дали ние ќе поттикнеме нов инвестициски циклус или ќе бидат инвестиции кои и во моментот би се случиле. Ова што го спомнавте сега се нејаснотии за вас на кои фирми ќе одат, дали кон тие што веќе земаат некои средства од достапните, од Развојна банка, од Европскиот фонд? Па генерално во моментот во дискусијата недостасува до објаснување каква ќе биде намената, кој ќе биде таргет на компании, понатаму може да дискутираме и за тоа дали ќе имаме таргетираност на одредени региони, се со цел ако сакаме да поттикнеме развој на одредени региони, дали тоа значи нова инвестиција во технологија или нова инвестиција во нова градежна активност, така што сето тоа се аспекти кои во голема мера може да влијаат на каков ќе биде ефектот од земените кредити и во која мера дадените кредити ќе дадат понатаму импулс и врз вкупната економија, меѓутоа и врз извозот и врз инвестицискиот циклус, и мислам дека во тој дел треба да се насочи и дискусијата, меѓутоа и понатамошните анализи. Има ли тука можност за малверзации, бидејќи веќе имавме слично искуство со тајванската милијарда за време на владата на Георгиевски? Јас не би можела да дискутирам за тоа дали би имало малверзации. Јас многу повеќе се интересирам дали тоа ќе даде понатамошен ефект на економијата, затоа што сега од друга страна напак ги дискутираме само овие 250 милиони кои ќе одат за бизнис секторот, а од друга страна средствата кои се дадени на општината никој не ги дискутира, а исто така се и во еднаков обем и многу помалку знаеме зашто истите средства ќе бидат искористени, така што јас не би се навлегла во дискусијата на малверзации. Спомнавте дека растот многу ќе зависи од капиталните инвестиции. Во новиот буџет се предвидуваат 800 милиони евра за капитални инвестиции. Како гледате колку е реално да се реализираат проекти од 800 милиони евра, ако се погледне дека за оваа година беа предвидени 750 милиони евра, а досега се реализирани само 300 милиони? Така, секогаш реализацијата на капиталните проекти била една од најгорливите теми кога сме ги дискутирале и секогаш имаме клучни потфрлања на реализацијата на капитални проекти, што пак упатува на недоволен капацитет на институциите. Оваа година растот на капиталните проекти е за нијанса поумерен во споредба со претходните години, меѓутоа сепак на крај на годината ние не би очекувала да завршиме оваа година повеќе од 500 милиони евра реализација, што е поразителна бројка.
и од тука го става под ризик дека можеби 800 милиони евра без притоа адресирани слабости во делот на капацитетите може да изгледа преоптимистички планирани капитални расходи. Меѓутоа тука препораката клучна е дека за споредба од претходните години кога нереализираните капитални расходи сме ги реалоцирале во тековни трошоци, оваа година ако се случи да имаме таква ситуација, потребно е наместо да ги реалоцираме во тековни трошоци, да истите го намалат буџетскиот дефицит. Како гледате на сивата економија? Дали ова повеќе е прашање на менталитет во земјава или тие луѓе или фирми што избегнуваат да платат данок реално се соочуваат со проблем да ги платат давачките на државата? Прашањето за сивата економија е комплексно прашање. Фактичката состојба е дека во делот на сивата економија ние на годишно ниво губиме околу 600 милиони евра приход во буџетот, кој што е практично колку една издадена еврообврзница или еве еден издаден кредит. Дали е менталитет? Веројатно проблемот е на двете страни, и кај страната на работниците и кај страната на работодавачите, меѓутоа и трет фактор е политичката волја за справување со оваа прашање. Гледате ли сега кај новава влада политичка волја да се справи со оваа прашање? Во моментот, согласно сите најави и согласно проекциите од каде ќе се црпат дополнителни приходи во буџет, и постои политичка волја. Во која мера ќе може да се реализира, треба да оставиме на времето, затоа што да се подсетиме, ние и претходно сме имале јасна намера изразена преку стратегии, меѓутоа имплементацијата на тие стратегии на активности за справување со сивата економија на крај останувале и испод просекот на реализација, односно дел од активностите биле и недопрени. Иако и претходно имало намера, например, во еден значаен дел сивата економија ни доаѓа од затајување на промет, односно не прикажа на целокупниот промет, и тој дел до сега е целосно неистражен и да се истражи истиот, потребни се административни податоци, меѓутоа иако биле искажани намери, никогаш тие административни податоци не биле овозможени за понатамошно истражување, така што во моментот гледам одредена намера и волја, но во која мера ќе бидат реализирани и таа намера ќе биде преточена во имплементација, останува на времето да видиме. Што е проблемот? Инспекцијските служби треба да повеќе да се екипираат или каде е волјава како би се имплементирала во пракса? Значи, тука постои и во делот на инспекцијските служби заекнување на капацитетите и во делот на неселективност во примена на оние мерки кои што постојат на располагање на институциите. Секако тука постои и промена на менталитетот кај граѓаните и кај работниците, кој што е најтешко да се промени, меѓутоа треба да работиме, да сватиме дека секој треба да го плати данокот затоа што тоа е за општо добро, така што тука се сет на мерки кои што треба да бидат имплементирани. Оваа влада е против политиката на замрзнување на цени, беа воведени маржи од 10%, меѓутоа и понатаму гледаме високи цени во маркетите. Какви мерки реално се потребни за ова прашање? Доколку ме прашувате што се случува во делот на инфлација и во делот на цените, инфлацијата забележа на добра траекторија на стабилизација и на намалување. Во моментот е сепак над нивото од околу 2% кој што е таргет на централните банки. Годината веројатно ќе завршиме со некаде околу 3,5% инфлација, нешто кое што е проекција на и на Financing, нешто над тој износ во изминатата година. Забележавме дека есенската кошница беше воведена во одредена мера, даде своји резултати. Можеби понатаму треба да се води сметка на тоа какви се маржите, сепак ризиците кои што доаѓаат во делот на инфлацијата е се како ќе ја реализираме фискалната политика. Тука гледаме на клучно два аспекти ризици. Прво во делот на пензиите, вториот дел е порастот на платите, кои што би представувале одреден притисок врз понатамошна стабилизација на инфлацијата и остварување на оние таргети, каде што ќе треба посериозна координација помеѓу монетарната и фискалната политика, затоа што доколку овие ризици се во таа мера нагласени, тоа пак од друга страна ќе притиска на монетарната политика да нејзиното потенцијално олабавување биде побавно од она што било очекувано претходно.
Ви благодарам за интервјуто. Ви благодарам и на вас. Почитувани, го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.